Градоначалниците од 11 општини од источниот регион беа дел од организираното ноќно скијање на Пониква, за да придонесат во промоцијата на капацитетите на планинскиот туристички центар. Домакин на настанот беше градоначалникот на Кочани, а покрај неговите колеги и поголем број скијачи од регионот имаше и владени представници. Се размислува како двете општини заеднички, нормално со помош на владата, да овозможиме што е можно поголем дел, односно поголема сума на средства за да можеме вистински Пониква да биде зимско спортско рекреативен центар. Онако што јас сум прв пат овде на едно вакво вечерно скијање и искрено сум презадоволен, сакам да искористам приликата преку вашите медиуми и до моите сограѓани, но и сите граѓани од целиот наш источен регион да ова вистинска убавица овде Пониква да може да си ја посетуваат. Ако започнавме како новина оваа година да секоја среда имаме вечерно скијање, јас верувам и нема никаков проблем да тоа со оглед на интересот на граѓаните да биде што е можно почесто. Градоначалникот на Пробиштип додаде дека тие како локална самоуправа направиле измена на деталниот урбанистички план за Пробиштипскиот дел од планината, при што се предвидени парцели за 4 објекти за хотелско сместување, за чија изградба имало голем интерес. Според градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, се размислува за заедничка стратегија со поширок опфат, при што би се направило поврзување на планинскиот, геотермалниот и руралниот туристички потенцијал на регионот. Ретка можност во споредба со другите градови, убава можност за развој како на спа центрите, така и на зимскиот туризам. Навистина ги правиме сите напори, она што се однесува до изработката, односно усогласувањето на урбанистичките планови, се со цел да возможиме на потенцијалните инвеститори во делот на спа центрите да направат инвестиции со што ќе овозможат на луѓето да уживат во благодетите на квалитетната вода која ја нуди Кочани и поднебјето околу Кочани. Секако, ако тоа заеднички го поврземе на 20 на километра Пониква, каде што за почетокот имаме каква таква инфраструктура, многу е важно ова опрема каква таква да ја одржиме, се со цел да ги одржиме навиките на граѓаните, да доаѓаат тука и да уживат, се до моментот додека не изненадиме прави решенија и да направиме еден прав ски центар кој ќе биде навистина еден благодет за развојот на целиот исток. На ноќното скијање имаше и владени представници кои ги пофалија напорите за искористување на потенцијалите на Пониква. Навистина е преубаво, има повеќе од доволно снег, влада една зимска идила и покри убавините кои што ги нуди покри тоа што е наше и значително поевтино, односно е на чекор до граѓаните. Граѓаните кои што сакаат да скијат, кои што имат услови да скијат, може да запалат возило. Ги повикувам сите граѓани од цела Македонија да ја запалат својата кола за неколку часа, се овде, може да скијат цел ден и потоа да се напијат топол чај или греана рака и да заминат дома во нашата држава. Веќе сите на големо зборуваат за Пониква, почнувајќи од премиерот па до сите членови на владата, знаат за овие убавини и јас често приватно доаѓам овде и верувам дека за многу кратко време навистина ќе се осети една поголема разлика во приодот кон овој скијачки центар. Освен развојот на Пониква, градоначалниците истакнаа дека продолжуваат и активностите за реализација на стратешката цел за искористување на потенцијалите за скијање на Царев врв. За таму веќе е изработена и студија во која се предвидени скијачки патеки со должина од 16 км, неколку ски лифта и други инфраструктурни услови.